министер, ова е причината зашто Фатмир Бесими не доаѓа. И јас навистина не би сакал да бидам во ваша кожа. Ништо не ми одговоривте, бејќи јас 100 прашања и дилеми поставив. А зошто ништо не ми одговоривте? Јас ве разбирам. Затоа и ви кажав, не сте вие виновен лично. Затоа што јас не зборував со тези како што вие започнавте. Теза немав, сега ќе ги имам. Зборував со бројки. И тоа зборував со бројки само од институции. Пред се ми беа Народна банка. И ви кажав зошто. Бидејќи Народна банка е постручна од вас у монетарната политика. И бидејќи е многу помалку политизирана од вашето министерство. Второ, зборувам за кризи. Ставиме рака на срце. Најголемата криза во оваа држава се вика вода на Република Македонија. Поголема криза од вас. Ниту имало, ниту ќе има. И завчера ви реков, пак ќе ви повторам. Исти сте, историски земено, кога некој ќе прави магистерска или докторска. Вие сте исти, идентични, како црвените кмери во Камбоџа. Тој пример случи секаде. Дошле револуционерно на власт, сакале да направат економски пред се аграрни реформи, првата година лошо, втората полошо, третата уште полошо и на сила чувале власта, мислејќи дека нешто ќе направат и однеле државата на тоа дереже на кое што ја однеле. Трето, престанете да зборувате дека ќе имаме 3% раст. Или излезете и кажете на оваа говорница, Фатмир Бесими следната година ова време ќе одговара кривично доколку немаме толку посто раст. Пак ќе ви кажам, Светска банка, ММФ, ЕБОР, Европска комисија и Народна банка. Сите ви прогнозираат околу 2,1. Зошто сами себе се лажете? Зошто? Трето, дефицит. Криза било. Ви кажав која е кризата. Ај вака да ме прашам нешто. Беше ли криза 2011 година, должничка европска 2012? Беше криза. Така беше. Тоа беше поголема, немаше пари од каде да се земат. Па дефицитот на таа вода бил 187 милиони евра едната година, 298 милиони евра другата година и 171 милион третата година. И сега е криза, ама сега има дефицит 876 милиони евра, 631, 695 и пак 695. Како ова го објаснувате? Како го објаснувате ова? Трето. Многу е нечесно и многу е вреѓање на интелигенција и на колеги пратеници и на јавноста и на медиумите кои што не следат да кажете, знаете што, ние се задолживме за да враќаме стари долгови. Ако должите 4,7 милиарди и враќате стари долгови, сега ќе имаме долг 4 милиарди. И ќе излезете овдека, ама тогаш нема вас да ве пуштат, ќе дое Фатмир и ќе каже јас ватив 700 милиони евра долг. Ама ако 6-та година враќате стари долгови и долгот од 4,7 се искачил на 8,7 и вие со тоа се гордеете, мене ми врегате интелигенција, а јас никогаш ве немам лично навредено. Лага е, и тоа не од мене, не од ВМРО ДПМН, а лага е дека сте потрошиле 1,150 милиони за кризата. Извинете, ама и на Државен завод за ревизија повеќе му верувам, него ли вас, како влада, каде што констатираше дека владата потрошила под 300 милиони евра таа година. Односно 286 милиони сте потрошиле за помош. Според официјалните податоци, тука извештаат во собранието, сака да ќе ви го дам да го погледнете, толку сте потрошиле. На 286 милиони евра потрошени, манипулирате дека сте дале 1,150 и истата година правите дефицит од 876 милиони евра. Тоа е проблемот, господине. Тоа е проблемот. Понатаму, сакам да продискутирам со вас и за други работи. Обично, нели, се доаѓа во финансии кога се крои буџет. И вие кога најстручни вака, го составувате буџетот.
Сакам да запознаам македонската јавност да не се секира. Председателот на државата како прв човек нема да го изгаси парното, нема да му студи, ќе може да работи во соодветни услови, бидејќи истиот ставката комунални услуги за грејење се покачува за 113%. Дупло и повеќе. Значи ќе му биде топло, бидејќи голем дел од јавноста се прашуваше како ќе ја издржи зимата после најавата дека ќе се солидаризира. Уставен суд покачени плати за 5%. Кацарска изгледа со ковидов повеќе седела дома, патни дневни расходи покачени за 23%. Кај шетаат тие од Уставен суд, јас стварно не знам. Ако работата на Уставен суд е да цени уставноста на законите во Собраниево, кај шетаат, па уште за толку многу пари, јас навистина не можам да разберам, 25.000 евра и требаат за да се прошета. Ова вака многу ме интересира и многу ми е индикативно, па можеби и ова ќе ни објасните. Влада на Република Македонија. Прво, не ми е јасно, Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти качувате буџет на 17 милиони. Кои истраги ги имаме ние? Кои истраги ги имавме лани? Кои истраги воздухопловни ги имавме преклани? Ама буџетот ви оди цел време нагоре, нагоре, нагоре. Ве молам да ми објасните. Второ, нели ви доаѓа умот после Зекири и после Драги Рашковски? Информатичка поддршка на водата зголемена на 539 милиони и 700 илјади. Секоја година трошите по пола милиарда за информатички услуги и потоа некои научници што се представуваат, тие пари уствари ги краделе, ама не ги краделе. Каде ви одат, зашто ви се тие пари? Под подписот на владата и на премиерот. Она за кое што како влада треба да работите, не работите, ставката привлекување на странски инвестиции, бидејќи вас не ви требаат странски инвестиции, за речиси 20% ви е намалена. Ме интересира да ми објасните, зошто и ставката во владата поддршка на инвестициите ви е за 10% намалена. Не ни требаат ли инвестиции? Затоа како министерство политизирано, вашите бројки не ги ни читам. Затоа што за вас е нормално да дадете согласност на буџет во кој што ќе ставаме, ќе имаме подоле договорни услуги и разни трансфери, а странски инвестиции, поддршка на инвестиции ќе ги намалуваме. Бидејќи вие од економија немате. Само политизирани сте премногу. И тоа да ми објасните. Реформа во јавна администрација. Нова ставка во влада. Не им требаат странски инвестиции, не им треба поддршка на предприемништво и сега имате нова ставка за прв пат оваа година владата воведува ставка реформа во администрацијата. И уште на 5 места, у 5 министерства истава ставка има и секаде е качена. Во владата воопшто немало, сега и таму оставиле како новина во овој буџет. Мерки за справување со COVID-19 во 2023 биле прво 3 милиарди, па сте ги качили на 9 милиарди кога завршила короната и година дена од кога е завршена короната 14 милиарди. Што правите со ова, прашам, може ли ми објасните? Може ли ми објасните? Понатаму. Да не се секираме, локалната самоуправа ќе биде зимава целосно виновна за нечистиот воздух. Зошто? Ставката зелен развој во владата, која што била 1,6 милиарда, кога имаа градоначалници СДСМ, имале ставка 1,6 милиарда за зелен развој, истата ставка е намалена за 94% и сега е само 100%. Не ли ви е срам? Од 1,6 милиарда кога имате градоначалници, ги губите и сега ги казнувате граѓаните што не ве гласале. Дупло ќе ве казнат, да не се секирате. Ама за тоа имате пари за плати.
10%. 204 милиони. Ме интересира патни дневни разходи пола милиарда. Договорни услуги. Под палката на премиерот, башка му е цела администрација, се е кај него. Ова ја мислев дека барем научил нешто, бидејќи седеше на вашето место, колку се иритираат пратениците и од власта и од опозицијата на овие ставки, дека ќе ги трне, ќе се поправи. Не. Исто како Заев. Договорни услуги. Заев имал 584 милиони, ученикот на Заев има 656 милиони. Договорни услуги во владата. Дали имате сенс малку што правите? Малку му се тие договорни услуги 656 милиони, уште 10 милиони за привремени вработувања. И малку му се и овие 10 милиони за привремени вработувања, дуги тековни трансфери 30 милиони. Усол да се нема. И ора многу ми интерес, сакам да го апострофирам овој дел, вложување во нефинансиски средства, и тоа ви го зборе во првичната дискусија, дека на избројки ќе ви го докажам, за 368%, за скоро за 4 пати ги зголемувате. 5 милиарди даваме во Елем, во пошти, во шуми, да ги докапитализираме предпријатијата и истото тоа да го представиме како капитална инвестиција. За кога ќе дојде овдека премиерот да каже, ние сега исплативме капитални инвестиции од 5 милиарди. И секој граѓанин да си помисли, добро, каде се гради тоа? Кој е тој пат, која е тоа брана, која е таа железница? Не. Тоа се докапитализирање на ЕСМ, на пошти, каде што се вбризгува кеш. Во Созара ме интересира кај патуваат патни дневни расходи, се покачуваат за 172%. Или меркиве за штедење и непродуктивни трошоци ви се пиар. Денеска штедите, утре не штедите, ќе дојде нов буџет, се заборавиле што се боеле за стариот буџет. Памтат граѓаните. И не само што памтат, веќе чувствуваат по-лош животен стандард. Договорни услуги покачени. Зошто се покачени Созара? Договорни услуги, малку вработени имаат. Разни трансфери покачени за 30%. Артан Груби, да не се секирате, соодветна и правична, нераспределените се префрлаат, продолжува, исто и тој нема да остане на ладното, бидејќи за 50% качува грејење, и покрај сите вработени, и покрај толку многу административци кои што треба да ги позајмува на другите институции, Артан Груби величанствени си има договорни услуги 22 милиона. Како економист тоа го прифаќате? Тоа сте вие политичка институција, сте финансиска институција. Други тековни расходи покачени. Трансфер до невладини организации 20 милиони. Расипништво на отворена сцена. Одбрана. Тук имам неколку дилеми. Ставката стручно усовршување, меѓународни активности и реформа во Министерството е покачена и тоа за мене е во ред. Ме интересира модернизација во Министерството, зошто е намалена? Бидејќи едно со друго не оди. Ако правиш реформи, претпоставувам дека треба да се модернизираш. Или ова се е надуено, како преходниот буџет, ќе даеме 3,5, после 2,2 ќе земеме и имаме пиар. Интеграција во НАТО, исто така. Министерот за одбрана нема му биде ладно, за 103% ги качува грејење, ладење и други комунали. Тековни расходи, ставка од 300 милиони на 562 милиони. Кои се тие нови тековни расходи? Нова војска ли имаме? Не се запрашувате вака во Министерство кога давате подпис за буџетот. Што е тоа? Привремени вработувања 18,5 милиони. Трансфери до невладини организации за 30% покачени. Одбрана.
И се разбира, омилената ставка на СДСМ, разни трансфери, покачена за 90%, односно 684 милиони. Индикативно е и на дворешни работи. За администрација и тука е покачено, плати поголеми. Арно, ама, дипломатски и конзуларни представништва за 11,7% е намалена. Дипломатски и конзуларни представништва не ви требаат. Иселеништво намалувате за 60,8%. Тоа сте вие. Иселениците, диаспората не ви интересираат. 60% намалена ставката. Интеграција во НАТО на Бујар Османи, намалена ставка за 37,7%, односно 1/3, ама стручното осовршување на дипломатијата има ставка 0. 100% намалена. Ако јавноста смета и вие сметате дека на Бујар му требаат разни трансфери, дека му требаат договорни услуги, а стручно усовршување на администрација и дипломатско-конзуларни представништва не му требаат, тогаш станете и тоа објаснете и го на јавноста. Кај вас во министерство има многу небулози, ќе ве прашам за неколку. Првата е, објаснете ми зошто проектот Купи куќа, купи стан го намалувате и дали со намалување усвај на оваа ставка повеќе да го кинете. Бидејќи логично е добронамерна влада, пристојно економски писмена, при проект Купи куќа, купи стан, во време во кое што банките ги качуваат каматните стапки, да имате и вие повеќе пари. Ако банки ви ги покачуваат каматните стапки, вие намалувате сума, ќе го кинувате или што ќе му правите, многу ме интересира, ама затоа кај вас во финансии ги покачивте платите и тоа е во ред, ама требаше да ни дајете издржани документи, а не политички памфлети како што е овој. Останува да видиме правда, договорни услуги 25 милиони. Други тековни трансфери за 40% качено. И професорот Тупанчевски сте го убедиле да работи по вашите привремени вработувања 4,7 милиони. На превработена администрација, на држава во која што има живеат 1.800.000 луѓе, во која што раниме 140.000 администрација, во секоја ставка имате привремени договорни разни трансфери. Привремени договорни разни трансфери, пола милијарда. Партиската војска на СДСМ и на ДУИ треба да биде најадена стокмена потаман, а граѓаните како ќе им даде Господ. И на крај МВР, исто како и другите колеги, вако калап сте сите, патни дневни расходи 50% скоро качено, 45%. Комунални услуги и грејење 60% покачено и администрација, плати на администрација за 30% покачени, милиони евра тие му се стандард, сега милиони нешто му се за угостителски услуги. Многу лош буџет, за жал 6-ти поред. Ќе алармираме јавноста и понатаму. Штовни колеги од СДСМ, немојте да бидете адвокати на луѓе кои што се all-in, тоа ви го зборував и за Заев, ете го Заев каде заврши. Бидете адвокати на граѓаните, бидејќи најголем дел од вас повторно ќе се појавите со вашиот интегритет и со вашето лице пред граѓаните. Тој што е сега премиер и тој што го раководи од Струмица, тие пред граѓаните нема да се појават. За душа вториот фија кој е премиер и прехово не се појави пред граѓаните, сега па ич. Дајте, гласате ги амандманите, да прераспределиме средства и вистински да помогнеме на целни групи и тие целни групи да знаат дека во собранието има пратеници од кои што виделе АИР. Со овој буџет АИР ќе видат само бизнисите на Заеви преку РЕК Битола, фиктивни капитални инвестиции, ќе зборувате дека се гради, а ништо не се гради, кој за Велес 3 години истиот пат
не можете да го асфалтирате 2 километри, за Прилеп абер нема, Прилеп Битола абер нема, мислев за Прилеп преку Верес, преку Прилеп уште се гради, за Охрид абер нема. Бидете малку адвокати на граѓаните, а помалку адвокати на овие луѓе кои што имаат, кои што нема што да изгубат. Бидејќи со нив е завршено, тие го знаат тоа, време е и вие да им кажете дека го знаете, да престанат и вас да ве манипулираат. Благодарам. Благодарам.